Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Подметнат пожар во автосервис во Пинтија. Видеонадзорот го откри монструозниот чин. Нов пожар и во Дрисла. 20 осомничени за процесот, тврди Мицковски. 6 месеци од трагедијата во Пулс. Судот се уште врши оценка на обвинителниот акт. Марш на ангелите попладнево во Кочани, звездено небо вечерва во Скопје. 5 дена пред двојното убиство извршителот добил условна казна од Велешкиот суд. Жртвата со месеци пријавувала закани и насилство. Ки имали одговорност за пропустот на службите. Прикриени коалиции или борба за победа. Локалните избори во сенка на меѓупартиските обвинувања. Израел ја почна главната операција за освојување на градот Газа. А во овие вести во живо информираме со детали за подметнатиот пожар во автосервис во населбата Пинтија. Останете со нас. Видеонадзорот на сервис за автомобили во населбата Пинтија во Скопје го откри монструозниот план според кој бил подметнат пожар рано утрото. За среќа имало очевидци кои брзо пријавиле и била спречена голема трагедија. Што точно се случувало во овие вести да знаеме од колешката Мирјана Давидовска. Имаме во живо од Пинтија. Мирјана, кои се информациите? Да, Иван, запален е еден приватен автосервис овде во населено место Каменик близу поранешна Стаклара. Пожарот е пријавен нешто околу 4 часот утрово, се слушнале силни експлозии, а потоа жителите кои што живеат во непосредна близина веднаш пријавиле. 8 противпожарни возила се бореле со пламената стихија овде на автоплацот. Опожарени се нешто повеќе од 20 автомобили кои се наоѓале во сервисот, а сериозни штети претрпел и помал автосервис кој што се наоѓа отспроти овој автосервис кој што беше опожарен. Инаку, според снимките од видеонадзорот од самиот автосервис може да се види дека овој пожар е подметнат, односно се гледа како едно лице доаѓа и со 2 туби со бензин, посипува врз автомобилите, а потоа ги пали и веднаш се прекачува преку оградата и бега од местото на настанот. Полицијата се уште нема детали дали е пронајдено ова лице, но со оглед на тоа дека има многу приватни објекти, автосервиси и други фирми кои што имаат видеонадзор, веројатно ќе биде полесно за полицијата да го лоцира во кој правец избегал и за кое лице станува збор. Последните неофицијални информации е дека веќе се работи на идентификување на повеќе од 10 лица. Многу повеќе детали во прилогот во продолжение. Запален автосервис рано утрово во близина на поранешна Стаклара. Изгоре речиси цел плац со околу 20 автомобили, а опожарен е уште еден автоплац. Со брзата интервенција на пожарникарите избегната е тешка катастрофа, бидејќи до сервисот се наоѓа поголем електричен столб. Пријавата пристигнала нешто пред 4 часот утринава, а на терен интервенирале 8 противпожарни возила во координација со ДЗС. Пожарот е подметнат според снимките кои се објавени од безбедносните камери. Се гледа како едно лице се прекачува преку ограда и врз автомобилите, истура бензин, а потоа ги пали и бега. Полицијата веднаш ги евакуирала жителите од населбата Камени кои живеат на само неколку метри до автосервисот. Жителите велат слушнале експлозија, а брзо потоа полицијата им тропнала на врата. Живеам на некои 50 на метри од објектот каде што гореше. Сабајлето се слушна прво една, така да речеме, послаба експлозија. После тоа дојде полицијата, ме замоли да се евакуирам и не тргна сите дека што сме во улицата, горе, најгоре на улицата на безбедно место. Пожарната беше присутна. Пламенот беше многу голем, сепак се работи за автосервис, каде што има гуми, има улје. Дел од возилата, верувам дека биле со дел од гориво внатре, сепак, мислам, не беше седно да го гледате тоа и да стравувате за својот дом. Имаше чат густ, се креваше од кај сервизите. И моравме да се оддалечиме од дома. Излеговме надвор, сите комши од околу што живееме тука. Имаше експлозии
експлозии имаше, вајда таму дека и фарбаат коли. Се случувало ли некој ваков инцидент порано? Па пред едно 10 години на исто имаше се запали, а што како не знаеме дали нешто од. Собственикот на сервисот не сакаше да зборува јавно, но вели овде работи со години и со сите добро живее во околината. Тој тврди дека досега со никој не бил замерен и не добивал закани. Од полицијата се уште нема детали, но се работи на идентификување на повеќе лица. Од овој сервис до главната улица има уште неколку приватни фирми од чии камери веројатно може да се види каде се упатува лицето кое го подметнува пожарот. Полицијата направила увид, но детали за случајот се уште нема. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Дирекцијата за заштита и спасување информираше дека синоќа пред 23 часот повторно бил предизвикан пожар во депонијата Дрисла на сосема друго место, подалек од местото кое беше активно претходните денови. Еден час подоцна пожарот бил изгаснат и затрупан. На местото веднаш се упатија скопските пожарникари кои почнаа со гасење, но поради специфичноста на пожарот беше потребно истовремено затрупување на опожарената површина, поради што се активираа градежни машини кои веќе беа таму, а брзо пристигнаа и нивните возачи. Еден час подоцна пожарот беше изгаснат и затрупан, со што беше спречено ширење на огнот во главнината на депонијата, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Утре ќе почне увидот во складиштето за пластичен и електронски отпад во Трубарево, а веќе е побарано и продолжување на мерката краткотраен притвор за приведените. Како што информира од јавното обвинителство, увидот на лице место во однос на причините за пожарот во Трубарево треба да започне утре. Увидните екипи на терен ќе ги координира јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје. По наредба на јавниот обвинител, екипи на секторот за внатрешни работи Скопје и денеска излегоа на лице место со цел преземање действија и прибирање определени докази потребни во однос на постапката за загрозување на животна средина со отпад. Во континуитет се преземаат повеќе действија на обезбедување и анализа на документација. До Основниот кривичен суд Скопје е доставен предлог за продолжување на мерката краткотраен притвор за нови 48 часа за сите четворица опфатени со постапка до овој момент, информира од јавното обвинителство. Подметнати пожари, постапување на институциите и денеска беа главни теми за политичарите. Мицковски вели дека по објавената видеоснимка од Пинтија станало јасно дека неговите сомнежи со цел сеење страв пред избори се оправдани. Според премиерот во МВР веќе имало идентификувано 20 лица како осомничени за овие случувања. Од опозицијата и денеска велат дека обвинувањата на власта се само обид за манипулација со јавноста. Подметнатите пожари се инструменти на центри на моќ за предизборно сеење страв и паника. Дециден е премиерот Мицковски по пожарот во автосервисот во Пинтија. Мицковски претходно тврдеше дека серијата пожари во главниот град, на депониите Вардариште и Дрисла на отпадот во Шуто Ризари, како и пожарот на складиште за електронски отпад во Трубарево, се намерно предизвикани и политички мотивирани. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време, дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните пред изборите и одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите ако направите. Идентификувани се од прилика 20 лица за кои што постои основано сомневање дека стојат позади целиот овој процес. Истовремено имавме одредени дојави кои што ги собиравме изминативе денови и во координирана акција Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите кои што следат. Мицковски бара и законски измени од своите пратеници со кои подметнувањето на пожар ќе се смета за тероризам. За опозицијата и денеска тезите на власта за организирано подметнување на пожари во политички цели е само манипулација на јавноста. После толку многу манипулации, толку многу измислици, прашањето е дали воопшто граѓаните можат да му веруваат. Не, на Христијан Мицковски дефинитивно не може да му се верува.
Јавно искажаниот збор на еден политичар, особено на председател на влада, носи тежина и голема одговорност. Зборовите можат да предизвикаат страв, паника или да влијат врз стабилноста на државата. Крајно неодговорно е премиер да си дозволи да изнесува тврдење без факти и без докази со единствена цел да си ја спасува сопствената политичка кожа. Коментарите за можни хибридни напади Филипче вчера ги нарече смешно алиби за неспособноста на власта. Меѓу последните измени на кривичниот законник беше токму воведувањето на делото екоцид, за кое сторителите кои намерно ќе предизвикаат сериозна, широко распространета или долготрајна штета на животната средина, ќе се казнат со затвор од најмалку 10 години или доживотен затвор. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Што е хибриден напад, од каде и во каква форма може да биде, како се справува со хибридни закани и какви капацитети се користат во процесот. Тема на денот со професорот Маријан Николовски од Факултетот за безбедност. Шест месеци по пожарот во дискотеката Пулс и 3 месеци од како беше поднесен обвинителниот акт, судот се уште врши оценка, додека се чека резултатот по стапката и 6 месеци подоцна дел од повредените се уште се на болничко лекување. Процесот на закрепнување според лекарите ќе биде долготраен. 62 млади животи згаснаа кобната ноќ во дискотеката Пулс во Кочани. Половина година потоа, осудени нема, судскиот процес се уште не е почнат. 6 месеци, 62 семејства живеат во болка и тага и во потрага по правда за нивните најмили. 6 месеци кај 200 повредени се уште не зараснале раните од големата трагедија на 16 март. Тројца од нив се уште се на болничко лекување. Голем број пак одат на физикална терапија која е неопходна за враќање на функцијата на екстремитетите. Следниот период, работната група за евалуација повторно ќе врши прегледи и проценки на здравствената состојба. Повторно ќе бидат евалуирани од пулмолози, тие што имаат потреба од тоа. Ние како пластични хирурзи ги следиме, направивме консултации со работки со лекари од странство и моментот е дека кај повеќето уште сме во фаза кога ни е најбитна физикалната терапија, носење компресивна облека, носење силиконските лепенки, односно во некоја фаза на чекање да заздрават тие лузни. И сега во наредната етапа ќе се вклучат и дерматолозите, односно за да проложи тој третман на лузни со ласери. Ако досега имаше посебни препораки за оние со изгореници да внимаваат на летните горештини. Следниот период е поризичен за лицата со инхалаторни повреди поради аерозагадувањето. Напредок во досегашните третмани има, а кај некои заздравувањето може да трае 1 до 2 години. Лекарите велат се уште е рано за естетски корекции. Но прво многу не е победно да имаме да зреат тие лузни, народски кажано, односно да имаме добра чкунка, добра подлога за истото, за да може понатака да разговараме за поставување протези и понатамошен третман кај нив. Соседите, но и подалечни европски земји веднаш понудија помош за третман на повредените од трагедијата во Кочани. Ден по пожарот повеќе од 100 беа испратени на лекување во странски медицински центри. Денеска 6 месеци по трагедијата, еден пациент се уште е на медицински третман во Турција. Сања Димитровска, Сител телевизија. На 6 месеци од пожарот во Пулс, родителите на починатите организираат марш за ангелите во Кочани. Маршот ќе почне во 15 часот и 35 минути, како што беше најавено, од паркот на Револуцијата и ќе се одвива по веќе воспоставената маршрута: општинската зграда, полицијата, зградата на Кочанскиот суд и обвинителството, а повторно ќе заврши во паркот на Револуцијата. Вечерва во 20 часот и 16 минути иницијативата кој е следен на плоштадот Македонија во Скопје организира собир на млади од студентското пленумско движење и звездено небо за изгубените животи во дискотеката Пулс. Во повикот на социјалните мрежи тие порачуваат: изминаа 6 месеци од најголемата трагедија во современата македонска држава, а судовите молчат, власта уценува и се заканува. Изминаа 6 месеци, животот за нас продолжи, а во Кочани времето застана на 16 март. Оваа состојба е само продолжение на трагедијата која го снајде Кочани пред 6 месеци, а случувањата по тој кобен ден се само продолжение
продолжение на историската неправда. Не смееме да заборавиме, не смееме да продолжиме како ништо да не се случило. Не смее да премолчиме пак и пак и пак. На плоштадот, како што информираат, ќе биде поставено сандаче во кое што секој ќе може да напише порака за семејствата. Следната сабота пораките ќе бидат однесени во Кочани. Да покажеме дека семејствата не се сами, да покажеме дека не ги заборавивме нивните најмили, пишуваат од кој е следен на социјалните мрежи. 5 дена пред двојното убиство кое се случи синоќа во Велес, извршителот добил условна казна од Велешкиот суд. Жртвата, неговата поранешна партнерка, со месеци пријавувала закани и насилство. Таа дури и во судот кажала дека добила директна закана, или ќе биде негова или мртва. Се повеќе докази потврдуваат пропуст кај службите, но ќе имали одговорност. До овој момент нема одговор. Убиецот Илија Стефановски, кој вчера ја избоде до смрт својата поранешна партнерка Русица од Велес и низиниот татко, а потоа си го одзеде животот, бил познат на обвинителството. Против него се воделе постапки за закани и насилство уште од почетокот на оваа година. По неколку претходни пријави во март, таа пријавила и претходен инцидент дека во декември, кога се вратиле од патување во Бугарија, физички ја нападнал. Во исказот кој го дала во обвинителството стои: по завршување на обврските во Софија на враќање кон Скопје, во еден момент настана караница меѓу нас од причина што истиот бараше да ја обновиме нашата врска, но од моја страна имаше негодување од таквото негово барање, при што во еден момент пробав да ја отворам вратата од автомобилот, а тој се обрати кон мене со зборовите: или ќе бидеш моја, или ќе бидеш мртва. Обвинителството продолжило да постапува по пријавата на Росица. Иако дури траела постапката, против него била изречена мерка за забрана за приближување, тоа не го спречило да ја вознемирува. Продолжил да испраќа пораки, а во мај дошол пред незиниот дом и го запалил автомобилот во сопственост на незиниот татко. Русица повторно го пријавила во обвинителството во Велес за непочитување на судската одлука. Еден месец подоцна таа била повикана на испитување, а обвинителството издало наредба да се прибават дополнителни докази, меѓу нив видеоснимки и телефонска комуникација. На 10 септември Велишкиот суд го осудил на условна казна. На 10 септември 2025 година Основниот суд во Велес, постапувајќи по обвинението, изрече присуда со која Стефановски беше огласен за виновен и му изрече алтернативна мерка условна осуда. Со тоа му беа укинати дел од мерките на предпазливост кои важеле за време на постапката. Сепак на сила остана забраната за приближување и воспоставување контакти со оштетената и незиниот партнер се до правосилноста на пресудата. 5 дена подоцна од пресудата, Росица е убиена заедно со незиниот татко. Од Велешкото обвинителство соопштија дека одлуката на судот току-што била примена во обвинителството и се уште немале можност да се произнесат по неа со евентуална жалба. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека постои законски проблем каде што обвинителството има лимитирани можности да бара притвор, а како дополнителен проблем е тоа што се кубури со суди и обвинители. Ако условна казна не се почитува, судот треба да отповика, вели тој. Така и луѓе кои што кај насилници кои што имаат тенденција да го повторуваат кривичното дело, многу често се случува да неколку пати добиваат условни осуди, да истите не се отповикуваат, што е грешка, или условна осуда со заштитен надзор. Ако не се почитува врските од заштитниот надзор, задолжително треба да се бара отповикување на условната осуда, особено кога се работи за исти или истородни кривични дела. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, убиената Русица го пријавувала убиецот Илија 7 пати во полиција од почетокот на годинава за вознемирување, физички напад, цртање графити со заканувачка содржина, палење автомобил, непочитување на забраната за приближување. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во Кривичниот суд во Скопје продолжи процесот за финансиските злоупотреби на онкологија. Медицинска сестра од клиниката се дочеше за сумнителен недостиг на лекови, но и тоа дека канцеларијата на директорот често се користела како аптека. Зоран Јаневски ги има деталите. Канцеларијата со број 212 на поранешниот директор на онкологија Нино Васев служела и како аптека. Медицинска сестра во дневната болница на клиниката денеска во судница сведочеше дека терапијата за дел од пациентите ја добивала лично од рацете на обвинетиот Васев, иако во аптеката моментално ги немало тие лекови. Ампулите биле студени, па предпоставува дека ги чувал во ладилник. Еден од тие пациенти беше Зоран, кој требаше да прима ампула која во тој момент ја немаше на клиниката. Неговата сопруга ни рече дека ќе оди кај директорот. По некое време се јави Васев и ме повика во канцеларијата каде беше и сопругата на пациентот и ми ја даде потребната ампула.
Имаше уште еден пациент на чие име не можам да се сетам, но и за него потребната ампула ја земав од канцеларијата на директорот со број 212, сведочеше медицинската сестра вработена на клиниката за онкологија, која додаде дека имало уште неколку такви слични ситуации. Таа појасни дека при редовните неделни пописи 2 пати забележали исчезнување на лекови, а случајот бил пријавен и во полиција. За недостигот од лекови, одбраната се обиде да ја обвини медицинската сестра која сведочеше по предлог на јавното обвинителство. Според адвокатите, таа прифатила да биде соработник на правдата во замена да не биде кривично гонета за исчезнување на терапијата од дневната болница. Обвинителството не даде објаснување на кои околности се предлага овој сведок. Дали можеби таа ги украла лековите со доказ денеска доставен до судот, според кој постоеле оперативни податоци дека медицинската сестра може да биде искористена како соработник на правдата, односно на некој нешто да му се прости, а за сметка на тоа да даде некакви информации, рече во судницата адвокатката Анита Бегова. На денешното рочиште судот информираше дека обвинетиот Васев понудил финансиска гаранција со која бара укинување на притворот. Заедно со организацијскиот директор Нехат Нухи се обвинети за злоупотреба на службената положба и финансиски криминал. Со незаконска набавка на лекови, буџетот го оштетиле за околу 36 милиони евра. Дел од набавените лекови пак ги присвојувал Васев. Тој е обвинет и за несовесно лекување на болни од рак. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Службата за општи и заеднички работи отвори посебна телефонска линија преку која ќе може да се пријавува злоупотреба на службени возила за приватни партиски цели. Според најавите, од вкупно над 7.000, планот е бројот на службени возила да биде намален на само 2.000. Граѓаните од денеска ќе можат да пријават злоупотреба на службени возила на телефонскиот број 070 399 050 или на мејл ќе може да се пријави ако некој се вози за приватни или партиски цели со државен автомобил. За полесно препознавање веќе е почнат процесот на означување со црвени таблици. Работата треба да заврши пред да почне изборната кампања. До денешниот пресек имаме некаде околу 500 брендирани возила, односно возила кои што добиле специјални таблици. Има и голем број на возила кои што се војќе во постапка и во процедура. Ќе оставиме уште 2 недели да направиме крајен пресек. Паралелно државата ќе прави и генералка на возниот парк. Од 7500 службени возила, реално потребни се околу 2000, вели првиот човек на службата за општи и заеднички работи. Останатите ќе бидат продадени и расходувани. Оние возила кои што се користат како административни ќе бидат далеку помала бројка и затоа напоменав институциите да пристапат кон рационализација, односно употреба на возила само онолку колку што се неопходни за една институција да може непречено да функционира. Многу често во минатото и возилата се земале од ониот одземен имот, па се трупале возила, па кај нас процедурата да ги расходувате и тие исти возила е малце покомплицирана и претпоставувам институциите не се решавале да ги расходуваат така брзо и лесно возилата и ве убедувам дека тие возила стоат на паркинзи, стоат на плацеви, не се користат, но се водат како државни возила. Институциите кои нема да ги сменат табличките, наместо казни за сега ќе добиваат само опомени. Но не е исклучена можноста за законски измени, кои ќе предвидат и казнени одредби. Црвени таблици нема да добијат возилата на полицијата, армијата и инспекциите. Мартин Арсов, Сител телевизија. Продолжуваат јавните сомнежи за прикриени коалиции, главната реторика поврзана со локалните избори падна во сенка на меѓупартиските обвинувања. Потегот на левица да извади своји кандидати во општините Тетово, Гостивар и Струга и тоа да го брендира дека не ја заборавеле Западна Македонија е само гума за спасување, но за ДУИ, вели премиерот Мицкоски. Според него целта на коалицијата меѓу левица и ДУИ за локалните избори е раслојување на анти-ДУИ гласовите во тие општини. ДУИ сваќа дека во тие општини не може да победи и разбира дека ќе биде поразен на овие локални избори, односно ќе има многу мал, незначителен број на градоначалници и единствениот сојузник кој во моментот се обидува да фрли гума за спасување е токму политичката партија Левица. Ние знаеме, не сме од вчера во политиката, дека шансите за да победи градоначалникот или кандидатот за градоначалник на Левица во Тетово, Гостивар или Струга не се ни теоретски. Но шансите да, доколку би извадиле кандидат за градоначалник, да речеме во Велес или во Штип, се на ниво на теорија.
Левица пак возвраќа дека поврзувањата со ДУИ се крајно смешни. Договори со интегративците никогаш немале. Обвинуваат дека ВМРО ДПМН ги штити кандидатите на вреди, а тие пак не прават никакви отстапки во своите намери, затоа излегле со свој кандидат за градоначалник на Скопје. Од патетични флоскули за горда Македонија, паднавте до ниво да напаѓате партија која единствено има храброст да понуди сопствени кандидати во општини каде што вие и СДСМ кукавички се повлековте и одлучивте да ги поддржите вреди и ДУИ. Вие кои од петни жили ги браните кандидатите на вреди немате никакво морално право да и држите лекции на левица. Покавката меѓу ВМРО ДПМН и левица реагираат и од ДУИ. Обвинуваат дека целта на овие избори е ДУИ да исчезнат политичката сцена, а Мицкоски сака да биде тој кој одлучува за и во име на албанците. Мицкоски не сака да победи на избори, туку да избрише цела една политичка идеја за рамноправност, цел еден народ од јавниот и од политичкиот живот на Македонија. Кога Мицкоски вели ДУИ да исчезне, тој вели дека албанците немат право сами да одлучуваат кој ќе ги представува. Иако сите ветија дека ќе водат позитивна кампања, на 2 недели до официјалниот старт на кампањата на 29 септември се заоструваат меѓусебните обвинувања и лични дискредитации на политичките чинители кои влегуваат во изборната трка. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.